По 51 пат годинава Кочани е домаќин на најдобрите аматерски театарски групи од Македонија во рамки на Драмскиот аматерски фестивал. Едно од културните обележја на градот, што вообичаено се случува во последната недела на мај, донесува 14 драмски текстови поставени на сцена, што влегуваат во конкуренција за некоја од наградите. И овој пат главна определба на фестивалот останува драмската игра, а не нејзината форма, при што ДАФ ја задржува концепцијата, односно представи за деца во дневните термини и вообичаената драмска програма во вечерните термини. Интересот за учество на годинашново фестивалско издание бил голем, а имало и квалитетна понуда. Пријавените учесници биле од Македонија, но имало и од странство, така што изборот за селекција е солиден. 51-то издание на ДАФ е тема во овој осмаголник, во кој разговараме со селекторот на фестивалот Звездана Ангеловска, на која по втор пат и припадна задачата да ги одбере учесниците што ќе се представат пред публиката во Кочани. Ангеловска, добре дојде во Кочани. Добре ве најдов на ова издание на фестивалот. Како селектор имавте навистина, би рекол, помалку неблагородна задача да одберете од пријавените представи оние кои што барем според ваше видување се најдобри и ќе учествуваат на 51-то издание на ДАФ. Имаш ли добра понуда годинава од оние пријавени 35? Точната бројка е 38, значи беа пријавени на годинешното 51-во издание. Значи оваа година после минато годишното 50-то кое што беше јубилејно и кое што морам да признам дека и минатата година бев селектор. Минатата година може би дали заради одзивот или знаете секоја година зависи дали е плодна или не. Можем да кажам за минатата година дека имаше доста силна конкуренција. Оваа година се потрудив исто така да направам еден концепт за фестивалот, за да ги задржам главните параметри, тоа е да постои, значи да ја задржиме и класичната литература, се разбира детската програма стои во официјалната програма на фестивалот, потоа да постои тој алтернативен театар, значи експерименталниот, односно влегува, да се разликуваат потоа по својата оригиналност, автентичност и така натаму. Знаете како, не може да се каже дека е неблагодарна задача, јас би рекла е одговорна задача. Меѓутоа се радувам што ентузијазмот и интересот за фестивалот Кочани ДАФ е се поголем и поголем. Колку што знаете, оваа година повторно има театарска работилница, има промоција на книгата на нашиот Иван Ивановски, ќе има тркалезна маса, значи разговори, значи во полн ек добива димензија на еден сериозен фестивал, каде што ќе се промовираат млади, односно тоа се нови, свежи имиња, не мора да значи дека се млади во вистинска смисла на зборот според возраста, бидејќи имаме и од една друга генерација во чест на наградените која ќе се игра и таа представа на самото затворање на фестивалот. Говорам за пензионерите. Велиме, добива на сериозност. 50 години веќе се одржува фестивалот, сериозен фестивал е со толку годишен стаж, веројатно досега би требало навистина да биде препознатлив не само во Македонија, туку и малку пошироко во овие простори. Секако, несомнено дека е препознатлив, 50 години воопшто не е малку. Значи ние треба и понатаму да го негуваме, нашата држава се разбира и одзивот е секако голем и надвор од границите на Македонија. Колку што знаете, и минатата година имаше, како што и секоја година влегуваат во официјална конкуренција 2 представи од странската продукција. Оваа година за жал ќе влезе само една од соседната Србија, односно од Нови Пазар. Минатата година влегоа 2. Ја говорам сега за откако сум селектор на овој фестивал. Па да, убаво е, препознатливо е и знаете како, кога традицијата се одржува и не е само по секоја цена да се одржува, мислам дека таа училишна возраст, еве да почнеме од тоа, значи негување на и приближување или како да го наречеме едуцирање, значи не станува збор за аматерско гледање или работење на или живење на театарот, се едно,
туку тоа е една едукација на предшколската возраст, на школската, да земеме од средношколците и така натаму, значи тие што се пред кои што во иднина, како што знаете, се промовираат доста професионални имиња. Секако на промоциите вие веројатно кога ќе правите разговори со некои други колеги, односно учесници на фестивали, вие знаете дека имено од овде потекнуваат многу имиња, режисерски имиња, актерски имиња, кои што имено почетоците се тука. Меѓу другото, голема е традицијата исто со промовирање на дипломските представи. Еве, јас сум една од тие кога далечната 93-та година, ние ја игравме нашата дипломска представа во режија на Владимир Милчин, Жена од Едвард Бонд, ја игравме токму не само на Факултетот за драмски уметности, туку беше промовирана и овде на оваа сцена. Значи, тоа е што може да се понуди на публиката се што е најново, нели, и како што знаеме, дипломските представи се секогаш, барем за мене, се нешто најчистото, тие се изворот и суштината на се она што следи понатамо. Ова година нема да постои од чисто технички причини, мислам дали се подготвени представите или не, значи нема да имаме дипломска представа, но затоа ќе има една, сега да не откривам на гледачите, односно ќе има театарска работилница, која што ќе ја водат наши, мислам, едни од најдобрите македонски педагози. Таа работилница има доста заинтересирани, кои што веќе од утрешниот ден стартуваат. Има ли квалитет меѓу младите? Од она барем што вие можевте да го видите и минатата година и годинава, на кое ниво се аматерите? Бидејќи кога ќе се каже аматер, се очекува дека тоа не е баш она кое што го нуди еден театар во професионални рамки. Знаете како, квалитетот на општ фон, значи многу зависи колку се вложува. Сепак заклучокот е дека квалитетот постои, не е дека постои само квантитет, не е дека квалитетот постои ако доаѓе представата од некоја културна развиена средина или ако доаѓе од центарот на Македонија, во случајот од главниот град Скопје. Например, минатата година јас бев зачудена како од некои средини кои што мислиме дека воопшто дали воопшто се негува и тие воопшто немаат ни професионални театри, тие луѓе веројатно многу ретко гледаат во живо театарски представи. Ние нема таа привилегија како граѓаните во Скопје, например. Се разбира доколку дојат така натаму, но бев изненадена колку тие инвестираат, значи не во материјална смисла, туку нивниот ентузијазам, желба, значи желбата за знаење и она одржување културно ниво сепак од тие недопрени, говорам во цивилизацијска смисла, средини може да дадат навистина квалитет. Минатата година, например, таков поразителен факт беше тоа. И оваа година програмата, значи кога ја правев, представите си и од Скопје, Прилеп, Витола, Куманово, имаме од Вевчани, Крива Паланка, сега да не ги редам, од Кочани и така натаму, веќе се нивелира, веќе се изравно, веќе постои некаква, нема многу големи разлики, знаете, затоа што квалитетот сепак зависи и од продукциски колку тоа се издржува. Јас не велам дека продукциски е во смисла да тие представи се разбирани се професионални, не изобилуваат со некоја сценографија, не мора да значи или костими, но сепак се инвестира од страна на режисерите, односно тие што ги водат или се појавуваат како професори, односно ученици кои што се учители или професори кои што се потпишуваат заедно со учениците, има и таков пример како режисери. Значи квалитетот е во самата свест кај луѓето. Јас велам дека тоа се лоцира најмногу во таа едукативна мисија, особено кај наставниците, кај професорите, односно тие или во детските градинки, сега говорам за детската програма, бидејќи и таа, знаете, влегува, мислам си постојат представи кои што влегуваат во официјалната конкуренција. Кога зборуваме за квалитетот, споредбено со оние аматерски представи што сте имали можност да ги видите од другите републики, односно држави, каде е македонскиот
аматерски театар? Ние од ништо не заостануваме. Мислам дека можеби повеќе тие инвестираат во продукцијска смисла. Значи, тука е можеби разликата дека уште повеќе инвестираат, меѓутоа можеби така се... Имаат повеќе пари? Не знам, не можам да... не сум одговорна, не сум толку... Мислам, можам само да кажам од страна гледано, значи од страна гледано во продукцијска смисла. Не знам, или па можеби затоа што знаете, тие се пријавуваат во земја. Предпоставете кога од нашата продукција, говорам македонски представи, од значи аматерски би се пријавиле некаде во странство, можеби им е порепрезентативен материјалот. Значи тие сепак достоинствено се представуваат уште во самата презентација. Иако за сите е конкуренцијата иста, во официјалната селекција треба да достават DVD, односно видео материјал. Порано победниците на ДАФ, односно на некогашните републички аматерски драмски смотри, има можност да гостуваат во Требиње на еден сојузен фестивал, каде што учествуваат сите југословенски републики. Сега таа можност ја нема. Значи ли дека доволна сатисфакција име на учесниците на ДАФ победата само овде на овој фестивал? Немаат шанса многу некаде да го покажат она што го подготвувале неколку месеци. Јас мислам дека колку повеќе гостувања, колку повеќе размена на знаете на различни култури, на средби, случувања, представувања е поефектна, поголема сатисфакција, особено за тие што играат, а камоли за наградените. Јазикот не е пречка, веројатно. Никако. Никако не е пречка, бидејќи, знаете, и во современиот театар, мислам, сега воопшто 21 век сме, знаете, во сите медиуми и по телевизиите и по интернет, младината, особено младата популација ги говори јазиците, секое познавање на јазик е богатство. Ни оддалеку не е пречка јазикот. Особено кога станува, вие знаете, во аматерскиот театар, таа нота на современ театар кој што подразбира не оној класичен театар каде што е само се придава значење или акцентот е на говорното дејствие. Туку е, значи, во смисла тука влегуваат и физички театар и така натаму. Како селектор, изборник, човек кој што треба да ги одбере представите што ќе бидат прикажани на програмата на ДАФ, што е она кое што му вие давате акцент најмногу, што треба да задоволат оние кои што се пријавиле за да се квалификуваат? Да, тоа го реков на самиот почеток, значи пред се во предност реков, иако дека во сите 37, значи можеби некој ќе го гледа токму овој разговор и во тие што не влегува во официјалната конкуренција. Знаете, многу е тешко да одберете, не можете да кажете дека таа представа е лоша или добра. Значи, затоа реков, намирата е по својата оригиналност, идеја, иновација, исто така и кога ја правев програмата, значи да го опфати тој класичен репертоар, да опфати, имаме на пример понуда токму од овој град, од Кочани, Ежан ЮНЕСКО, значи имаме и сосема други автори, каде што имаме кај што се појавуваат автори и режисери, значи тој алтернативен театар, тие влегоа. Можеби некоја следната година кога ќе видат други селектори ќе го прават изборот, се разбира во рамките на фестивалот, можеби ќе биде поинаков изборот. Затоа тука нема многу место ниту за лутење или па да се разбере, односно свати тоа дека не биле доволно добри за да влезат во селекцијата. Значи, тоа е, знаете како, кога да одберете еден мозаик од Македонија, што би можело да представи, да представите на публиката она што е, ајде да кажам, можеби најблиско е најактуелно, можеби тоа е најточниот збор. Тоа е што влезе во конкуренцијата, вклучувајќи од Нови Пазар, од Бетон има една представа која што се вика Бетон Махала, која што кажа во странската продукција, токму и таа има точно за тие меѓунационални односи. Значи, актуелноста на темите, зборувам се што се случува
во современите тенденции, значи во театарот, во професионалниот, тие се отсликуваат и во аматерскиот. Затоа што благодарение на тие кои што се воат овие имиња како режисери, односно водачи или иницијатори, тие се луѓето кои што ги водат учесниците во оваа програма. Во изминатите години се појавија неколку слични фестивали кои што ги собираат театарските аматерски групи. Реално представува ли тоа опасност да сгасне или поради, би рекол, премногу голема продукција, на некој начин да се изгуби квалитетот? Не, јас би рекла дека тоа е добар знак, дека тоа може само да ги мотивира, значи да се појават повеќе фестивали. Со тоа што ние денеска говориме за 51-то издание на театарски фестивал, мислам тоа е навистина голема традиција, која што да се задржи, дај Боже, нека, знаете како, ако не постои аматерскиот театар, тогаш мислам дека автоматски губи и професионалниот. Значи, колку што повеќе постојат аматерски фестивали, дај Боже да може да опстанат и финансиски, затоа што знаеме сега во оваа светска криза е многу тешко, именно затоа и тие гостувања не се случуваат и така натаму. Мислам, се потешко се организираат, се надеваме дека ќе се подобрат условите. Јас мислам дека тоа не е пречка, туку напротив мотивација. Но тоа па треба истовремено и обратно. Значи да биде овој фестивал во Кочани да се повеќе и повеќе да се надградува. Значи мора постојано да се работи на концептот. Што мислам дека ние годинава доста работевме, кои што беа исто така членовите на управниот одбор, значи никако не сме да се падне во таа зона на комфорт, затоа што гледате се појавуваат нови фестивали и тоа станува една конкурентна трка, што е во смисла многу креативна. Значи сепак треба да се појавуваат следните изданија, не знам, треба да бидат се подобри во самата организација на фестивалот, во самата грижа говорам и на институциите, на разбирањето на граѓаните, на публиката, поддршката, значи да не биде само во тие специфични кругови кои што само тие да се љубителите на уметноста, кои што се ние колку што знаеме, љубителите на уметноста се сепак помал број. Секоја чест, ја говорам вистинските кои што можат тоа да го негуваат. Еден јубилеј кој што до година Кочани ќе го одбележи 40 години одржување на фестивалот како домаќин град. Дали го оправдува организирањето своето пригостување на гостите? Кочани 40 години ќе биде домаќин непрекинато на фестивалот. Вие ме прашувате за оваа година, така? До година фактички ќе биде 40-тото издание во Кочани. 40-тото, да. Дали е оправдано постоењето на фестивалот овде во Кочани? Какви домаќини се кочанчани спрема? Знаете, јас секогаш кога сум доаѓала, значи, ова минатата година бев малку позафатена, значи само во селекцијата заради моите ангажмани во Скопје. Секоја година кога сум доаѓала, не знам, јас од моето лично искуство, не можам да говорам од името на гостите, било убаво, сеќавајќи се уште од моите студентски денови, односно дипломската представа, секогаш имало нека убава позитивна атмосфера, каде што дел од колеги доаѓале од Скопје, ќе видиме и вечерва какво ќе биде присуството. Сигурна сум дека пред се кочанцони се, јас да кажам, се како народ, како граѓани доста гостопримливи, културни, што заслужено мислам дека следната година, која ќе биде на 40-тото, гостин домаќин ќе биде едно навистина достоинствено одржување на тој фестивал. Воопшто не треба да се сомневаме, бидејќи ќе го кажам и ова, значи со мојата професија барем сум имала некоја можност да видам некои фестивали професионални, театарски, кога како, некогаш почесто се гостувало, некогаш не.
Мислам дека воопшто не заостанува од, значи не само материјалното, пак велам кои се условите, туку самиот однос самиот однос на домакините кон гостите. Значи на тие други фестивали ништо посебно не се случува. Не треба само да не биде така и да бидеме само критични, дека секако треба да бидеме за да се подобри, но нешто да се омаловажуваме или да мислиме дека, или воопшто да си го поставуваме тоа прашање дали сме, не знам, дали е Кочани добар домакин, воопшто мислам дека тоа се подразбира. И за крај на разговоров, помалку можеби неблагородно е, меѓутоа имате ли вие лично ваш фаворит од годинешната фестивалска програма? Може ли да се очекува навистина некоја представа публиката да ја запомни? Не, фаворит не можам да имам. Значи, знаете како, јас имам фаворит во секоја представа, има по некој сегмент што е силна страна на представата. Значи, за тоа се грижев. А во целост тоа, за тоа жири комисијата, што е членовите на жири комисијата ќе разговараат, ќе дискутираат, така што се потрудив да бидам објективна и да може, значи, да им понудим материјал, да имаат за што да дискутираат, да дебатираат и како, значи, за да се во можност да постојат конкуренти за тие награди, за улоги, за представа, за како што се и наградите како што ќе следуваат. Мислам, јас се потрудив тоа да бидам оградена од тоа да не, знаете, кога вие мислите сега, дали ова би од Латеза, таа награда и така натаму. Не, драги ми се, подеднакво ми се драги сите, јас велам и тие, сите 38 представи што ги гледате па ги прегледувате и многу е тешко кога тие влегуваат во една поширока, нели, кога јас тоа го велам поширок круг, па после влегуваат во потесен круг и многу е тешко кога тие ќе отпаднат останатите. Затоа им честитам и на нив, им благодарам им посакувам среќа и понатаму да творат, да креираат и да се пријавуваат, се разбира, на фестивал. Посакувам успешен фестивал. Посакуваме да со ова вечерва ќе се отвори свечено, нели, овогодишното издание, нека биде со среќа, успех, со желба за во иднина уште поубави и, како да кажам, помирни средби, представи, средби на уметници да гостуваат и од дури да не речам и од цел свет би било добро да се сретнуваме, а исто така и нашите представи да ги извезуваме надвор. Благодарам. Благодарам и на вас.